Почитувани добровечер. Гостин во вечерашнава емисија Став е Александар Поповски, магистар по економија и член на иницијативниот комитет на Граѓанско-демократска унија. Господине Поповски, добровечер. Добровечер, ви благодарам за поканата. Така. Еве веднаш да ве запрашам, која беше причината поради која се приклучивте на иницијативниот комитет за основање на еден нов политички субјект на политичката сцена во Република Македонија? Така. Причината поради која што јас како млад човек во Република Македонија да се приклучам на една ваква иницијатива за формирање на нов политички субјект во Република Македонија е доста голема, но јас ќе се обидам на кратко да ја појаснам на граѓаните. Таа причина е оваа книга која што стои пред нас тука, со наслов Забранетата магистратура. Точно се работи за забранета магистратура. Оваа книга јас ја пријавив на економски факултет во Скопје како магистерски труд, но бидејќи живееме во едно цензурирано општество, генерално, таа книга беше забранета на факултетот. Поради тие причини јас решив оваа книга да ја објавам јавно и направив промоција во хотел Александра Палас пред 2,5 месеци на 19 октомври 2017. Но сите оние актери кои што беа поканети да учествуваат на промоцијата на оваа книга, која што ги обработува едни од најважните теми во Република Македонија, тоа е транзицијата и приватизацијата на општествениот капитал, поконкретно на санацијата на Стопанска банка АД Скопје, преку која што се изврши тој грабеж на општествениот капитал. Но сите тие луѓе кои што беа поканети, тоа беа поранешни премиери, министри, сегашни премиери, министри, функционери, обвинители, суди, специјалното обвинителство, гувернери, но ниту еден од нив не присуствуваше на овој настан. Во тој момент јас видов дека луѓето кои што се одговорни да раководат и да ја водат оваа држава и да направат еден добар амбиент за живењето на граѓаните во Република Македонија, едноставно дека не се заинтересирани искрено за таа работа. Поради тие причини, значи како млад човек кој увидел дека индивидуално, па макар и преку високото образование, преку личен пример, преку напишан научно-истражувачки труд, не може да ги промени работите на подобро, се одлучив да се вклучам во еден ваков проект за формирање на нов политички субјект со име Граѓанско-демократска унија или скратено име ГДУ. Се надевам дека преку овој политички субјект, она што човек во Република Македонија не може да го промени како индивидуа, ќе се потрудиме да го направиме преку еден нов субјект кој што ќе биде во овој период кој што следи презентиран подобро и поблиску на граѓаните на Република Македонија. Иницијативниот комитет веќе започна со собирање на потписи за основање на нова политичка партија. Кажете ми, дали сте задоволни од досегашната поддршка на граѓаните и што е она што граѓаните треба да го поседуваат за да можат да станат основач и член на овој иницијативен комитет? Така, да, точно е, почнат е процесот за собирање на потписи за основање на овој субјект, со оглед на тоа што сега беа новогодишни и божични празници и покрај тоа задоволни сме од интензитетот и темпото на собирање на потписите. Се надевам дека во најскоро време, од неколку недели, тој процес ќе биде завршен. Граѓаните треба да имаат државјанство и изјава која што се потпишува се заверува на нотар. Тие се два документи кои што се потребни за граѓаните да го дадат својот потпис за да се оформи овој нов субјект. Каков е досегашниот состав на иницијативниот комитет? Има ли луѓе кои што, дали се тоа луѓе кои претежно се занимавале и досега со политика или нели, има и членови кои што досега се немаат бавено со политика? Токму така, има и луѓе кои што се занимавале досега со политика, има и луѓе кои што не се занимавале со политика. Личен пример сум јас, досега не сум се занимавал со политика и не влегувам во политиката за политиканство, влегувам за како млад човек пред конечно да одлучи дали ќе остане да живее тука во вакви услови или ќе си оди надвор од Република Македонија, да пробаме нешто да промениме. Со дел од луѓето од иницијативниот комитет
се сретнавме токму на промоцијата на оваа книга, кој што тие пронашле, нели, заеднички идеали кои што ги имале со самата суштина на истражувањето. Од тие средби прерасна таа идеја да се формира еден нов политички субјект кој што како цели идеали би ги имале оние, особено првично она што го истражува и самата книга, владењето на правото и правната држава во Република Македонија. Значи не само чисто декларативно како што е тоа за сите овие 30 години, туку тоа е дадено со еден личен пример. Така, значи првиот приоритет ќе биде владење на правната држава и правна сигурност. Дали тоа според вас значи дека досега немало и нема правна држава? Може ли малку ова или да го пообјасниме вашиот став во однос на владењето на правото? Така, точно. Јас со личен пример знам дека за цел овој период во Република Македонија не владее правото и нема правна држава за жал. Тоа може да го исто така погледнете, тука има студии на случај од Република Македонија, 5 студии на случај кои што беа нели отстранети од самото истражување. Тука може секој еден граѓанин на Република Македонија да погледне и да се увери дека во Република Македонија за овие 27 години во ниту еден момент апсолутно не владеело правото, ниту имаме правна држава. Како за пример би кажал дека постојат постапки кои што граѓаните ги водат 20 на години. А се работи за некоја судска постапка каде што само еден лист е потребен за да се заврши цел процес. Судовите водат постапки со починати лица, со непостоечки фирми, нотариите извршителите си додаваат имот од фирми кои што веќе не постојат. Државниот капитал кој што го имавме и го наследивме од претходниот систем и од претходната држава веќе го нема никаде, а никој во оваа држава не прашува каде е. Значи сите тие елементи се доказ дека во Република Македонија за овој период во ниту еден момент нема владење на правото и правната држава. Мислам дека тоа исто така треба како податок да ни служи или како фактор дека некој од страна цело време покрај сите реформи што треба да се направат е нели меѓународната само право, правна држава, судството, извештајот на Прибе. Мислам дека тука лежат најголемите проблеми за оваа држава. Исто така би сакал да се надоврзам на тоа дали во Република Македонија има независно судство и во која насока би се движеле тие работи. Прв индикатор мислам дека кој што ни укажува дека повторно нема да воспоставиме владење на правото и правната држава, ниту да има независно правосудство во Република Македонија, е фактот што двајца професори од Советот за реформи во правосудството веќе си поднесоа оставки, а нивните јавни изјави беа дека не сакаат да служат како во едно такво тело кое што би служело како параван за носење на некакви закони кои што доаѓаат од други центри, а не од самото тело, и дека тие професори не би сакале да го лажат својот народ. И поради таа причина мислам дека не одиме во насока на формирање на независно правосудство, а особено од фактот што во тој Совет за реформи во правосудството гледам дека се вртат и луѓе кои што учествувале и во големи неправилности кои што се напишани и во оваа книга. Така да мислам дека ако навистина сакаат да има реформи во правосудниот систем во Република Македонија, не само во Советот за реформи во правосудството, туку и на многу институции во Република Македонија кои што се грижат за владењето на правото, би им ја препорачал оваа книга да си ја земат на маса на своите работни бирова и да почнат од тука, затоа што има многу работи кои што треба да се превземат се со цел да дојде до едно независно и непристрасно судство. Книгата е доста обемна, дали е напишана врз основа на материјални докази? Така, книгата е обемна, има 1120 страни, 400 страни од книгата се дескриптивен текст, останатиот дел од околу 800 страни се материјални докази, тоа на број се повеќе од 280 материјални докази кои што институциите можат да ги употребат за конечно да се воведе, барем да почне да
погледне народот дека се превземаат навистина реформи во правосудството. Значи во книгата има документација и за судовите, и за нотариите, и за извршителите, и за министерства, и за коморите, и за нотарска комора, и за комора на извршители и така натаму, да не ги набројувам сите. Така, еден од приоритетите е промена, односно ќе се залагате за промена на постојниот изборен модел. Зошто сметате дека постојниот изборен модел не е добар? Чинам ќе се залагате за една изборна единица со отворени листи. Така. Ние како засега како иницијативен комитет, се надевам понатака и како нов субјект на сцената во Република Македонија, како Граѓанско-демократска унија, точно е ќе се залагаме за една изборна единица и за отворени листи. Тоа е поради причина што на овој начин ние имаме еден вид на дискриминација на гласовите во Република Македонија. На кој начин тоа може да се согледа? Како за пример, еве, на последните избори, една политичка партија која што освојува околу 30.000 гласови, освојува 2 до 3 пратеници во парламентот, а исто така друга политичка партија која има приближно 30.000 гласови не освојува ниту еден пратеник во собранието на Република Македонија. Значи, на тој начин доаѓаме до некакво различно вреднување на гласовите на граѓаните на Република Македонија. И тоа е се поради тоа што во овој изборен модел на тој начин важно е каде ви се распоредени гласовите по изборни единици, а не колку луѓе, мислам да, важно е колку луѓе ве гласале, но како втор елемент се појавува ако вие имате поддршка од 10 луѓе во Република Македонија, чисто фигуративно од 10 луѓе, кои што се различно распоредени по изборни единици, вие нема да освоите пратеници. Но ако тие истите 10 луѓе се концентрирани на едно место, вие ќе добиете пратеник. Поради тие причини мислиме дека треба да има промена на овој изборен модел. Исто така отворените листи ќе значат демократизација на процесот прво само во самите партии, затоа што нема веќе некои лидери само да ги пополнуваат листите и да кажуваат кој треба да ги представува граѓаните. Тоа најверојатно по партиска послушност од број 1 па натака. Туку граѓаните да имаат можност да заокружат за личност, за човек. Тие кои што мислат дека треба да ги представува во представничкиот дом, тоест во парламентот на Република Македонија. Како член на иницијативниот комитет, сметате ли дека има независна и самостојна судска власт во Македонија? Јас и како член на иницијативниот комитет за формирање на ГДУ, а и како млад човек кој ја напишал оваа книга која што стои тука, јас знам и сум сигурен дека во Република Македонија не постои независна судска власт. Ако се надевам дека ќе граѓаните ќе пројават интерес да го прочитаат ова истражување, оваа забранета магистратура пред се, тука ќе се уверат дека воопшто немаме независна судска власт. Значи, какви пресуди се носат, тоа е во ред. Има општа согласност дека судските пресуди не треба да се коментираат, но кога вие низ државата ќе се среќавате со моменти каде што, не знам, одреден судија вели дека не бил братучет со вашата телевизија, например, мислам дека граѓаните треба да почнат и да ги коментираат таквите пресуди, затоа што суштината на проблемот, главниот проблем кој што го имаме во Република Македонија, е токму независното судство и владењето на правото и правната држава. Но од друга страна исто така треба да се внимава дека независното судство нема да подразбира па и самоволие на судиите. Конечно, еднаш во Република Македонија секој еден човек треба да се раководи и за сите подеднакво да важи законот. Господине Поповски, се почитуваат ли основните права и слободи на граѓаните во државата? Дали сите се еднакви пред законот и во секоја друга смисла? Так, повторно ќе кажам дека од истите причини поради кои што и претходното прашање како што одговорив, не се почитуваат основните слободи и права на човекот и на граѓанинот во Република Македонија. Значи, кога на еден млад човек вие му забранувате да ја истражува едно најважните теми во Република Македонија, например приватизацијата, кога гледате на секој начин тој да биде бойкотиран и вистината никогаш да не излезе на виделина,
Значи јас од лично искуство ви кажувам дека во Република Македонија не се почитува слободата на изразувањето, на говорот, на мислењето, па и на се останато. Така, еве доколку нели дојде до формирање на Граѓанско-демократска унија, како планирате да извршите промена во областа на приватниот сектор и конкурентноста? Што планирате нели да промените од она што беше досега? Велите нели дека не било законски, не било правно. Како ќе се промени тоа во наредниот период? Така, значи како што кажав до сега, во еден корумпиран и дискредитиран систем, таков систем не е во состојба да создава материјални добра кои што ќе бидат искористени за во корист на образованието, на јавното здравство, на животната средина и така натаму. Значи во овој период во Република Македонија за овие 27 години помеѓу приватниот сектор и државата е воспоставен еден таков однос кој што е излезен од предвидените рамки за приватен сектор и држава, односно некаква јасна поделба да постои тука. Тоа е од причина поради тоа што едни исти луѓе за овој период се или високо во власта или високо во приватниот сектор. Тие исти луѓе во овие 30 години само циркулираат, ги менуваат местата и тој однос веќе не е однос каков што треба да биде за едно капиталистичко општество и правилата да важат еднакво за сите, туку тој однос е прераснат во една симбиоза, во сраснување помеѓу нив. На тој начин е исклучена конкурентноста во Република Македонија, кој што е основен предуслов за раст и развој на едно општество. Еден од приоритетите ќе бидат и вашите заложби за враќање на довербата на граѓаните во институциите на системот. Така, точно. Значи тоа ќе биде една од главните идеи на иницијативниот комитет кој што ќе се потруди тие идеи да ги стави на хартија, да се преточат во статут и во програма на партијата. Јас тоа го ветувам од причини што имам лично искуство и ги знам точно како стојат работите со институциите, сум бил и на судски рочишта, сум го посетил и обвинителството, судовите. Значи тие луѓе кои што се веќе таму немаат интерес да работат во интерес на правдата и на граѓаните, туку знаете тоа човек кога ќе е присутен таму оддалеку може да се види дека тие гледаат да се заштитат еден со друг, затоа што во овој период, како што кажав и пред малку, направена една симбиоза, не само помеѓу приватниот сектор, луѓето кои што се високо во приватниот сектор и мислам на големи компании и во државата, таков еден симбиотски однос постои помеѓу обвинителството, судството, не знам тоа сега извршителите, нотарите, луѓе кои што се, мислам, помешани со деца од едниот работат кај другиот, децата негови работат па кај него и тоа е еден таков однос кој што мислам дека треба да прекине во Република Македонија, треба да се вратиме на патеките на конкурентноста и да се тргнува од личниот квалитет на човекот при напредувањето во неговата кариера. Покрај овие приоритети досега што ги спомнавме, кои се останатите и цели кон кои што ќе се стреми иницијативниот комитет за основање на Граѓанско-демократска унија? Така, значи покрај овие, тука сакам да напоменам дека една од првите цели кои што ќе се залагаме е владењето на правото и правната држава. Воспротивно, сите оние мерки кои што Република Македонија би ги превзела и ние како граѓани, дали тоа ќе биде за основните граѓански права и слободи на човекот, дали тоа би бил приватниот сектор и конкурентноста, дали тоа би било животната средина, заштита на води и се останато, сето тоа зависи и е поврзано со владењето на правото. Значи, ако ние конечно не воспоставиме владење на правото и правната држава во Република Македонија, ние нема зошто да одиме понатака, затоа што ниту еден друг сегмент во општеството во Република Македонија нема да функционира онака како што треба да функционира. Исто така тука би напоменал дека треба да го вратиме имиџот на Република Македонија како земја која што не е поврзувана со корупција и криминал. Треба да конечно да станеме почитувана држава во очите на меѓународната заедница, да не важиме како земја која што ги злоупотребува, например, европските фондови и така натаму и така натаму. Значи има голем простор тука, има
за работа, но треба да ги запрегнеме ракавите и да се пуштиме во работа, доколку сакаме да направиме едно општество во кое што ќе биде живеењето подобро за сите нас. Така кажавме дека собирањето на потписи веќе е во тек. Кога во најбрз рок може да се очекува основачкото собрание и дали веќе разговарате и имате предвид кој ќе биде председател на новиот политички субјект, доколку се формира? Така. Се уште немаме одлучено кој би бил председател на Граѓанско-демократската унија, да се водат разговори околу тоа прашање. Мислам дека има време, а формирањето и основачкото собрание очекуваме да се случи некаде на крајот на февруари, каде што конечно веќе мислам дека ќе се знае кој би бил председател на партијата, би го имале и статутот и програмата на партијата и секако тоа ќе биде јавно соопштено. Дали вие како млад човек го оправдувате иселувањето од нашава држава? Па видете, и јас во еден момент се соочив со тоа прашање. Тоа беше кога се случи таа забрана на тоа истражување кое што е од исклучителна важност за Република Македонија и кое остана цензурирано и забрането. Во вакви услови да живее еден млад човек е доста тешко. Поради тие причини го оправдувам иселувањето, но од друга страна иселувањето може доста лесно го прават младите во една ваква ситуација, но мислам дека треба да се проба да се подобрат работите во Република Македонија пред конечно да се донесе одлука за да заминиме од своето родно место. Господине Поповски, ВМРО ДПМН неодамна доби нов председател. Како го коментирате бојкотот на седниците во Собранието на Република Македонија од страна на пратениците кои што паралелно ги напуштаат и седниците во општинските совети? Така. Па, видете, тоа е една политичка стратегија која што некој може да има за, некој против и тоа е легитимно од нивна страна. Прашање на оценката дали тоа е за доброто на граѓаните на Република Македонија или не, тоа народот треба сам да процени, но тоа е политички легитимен чекор. И како што кажав, одлуката на крајот ќе ја донесат граѓаните дали тоа било добро или не. Исто така, би искористил оваа прилика во овој момент и на ова прашање да кажам дека кога во вакви околности собранието може да функционира со 60 на пратеници, ние од ГДУ веќе го имаме изнесено тој став дека пратениците во Република Македонија треба првите да бидат кои што ќе одлучат да бројот во Република Македонија на пратеници биде намален од некаде 120 до 60-70 пратеници. Мислам дека би било доволно, а дека собранието ќе работи во полна пареја. Тоа се гледа уште сега дека со 60 на пратеници собранието може непречено да работи. Тоа исто така би била една голема заштеда на средства на граѓаните на Република Македонија, особено од аспект што тоа гледаме дека имаат голема желба да се возат до главниот град доста често. Во меѓувреме, Демократскиот сојуз ја возобновува идејата за консултативен референдум за името, односно апелира сериозно да се размисли за идејата за одржување на консултативен референдум на кој што граѓаните претходно би се изјасниле, а пред да се постигне евентуален договор помеѓу Македонија и Грција во врска со спорот за името. Дали како иницијативен комитет веќе разговаравте на темата решавање на спорот со името или тоа ќе се случи откако ќе се основа новата политичка партија? Имате ли став во врска со? Така, како политички субјект кој што се уште не е формиран, немаме официјален став затоа што ова е се уште како иницијатива. Очекуваме после формирањето на субјектот секако да имаме став околу тоа прашање, но исто така би сакал да кажам дека околу консултативниот референдум, мислам дека и во овој период пред да има референдум, граѓаните на Република Македонија треба да бидат почесто и повистинито известувани за настаните кои што моментално се случуваат во Република Македонија околу преговорите за името. Тоа го кажувам од аспект на тоа што колку поинформирани и подобро информирани граѓани, толку
подобри решенија. Последниве месеци една од најактуелните теми е загаденоста на воздухот. Како според вас властите се соочуваат и се справуваат со загаденоста на воздухот и дали според вас можеби е потребна некоја специјална служба надлежна за борба против загадувачите на воздухот евентуално? Така, би се вратил исто така на ова прашање на владењето на правото и на правната држава. Мислам дека големите гиганти, кои што најмногу го загадуваат воздухот во Скопје, Дрисла, например, гледаме и секој ден утврдуваме дека загадувањето во Скопје се прави поради тоа што има неодговорност кај луѓето кои што ги водат тие компании од една страна, но од друга страна се јавува проблемот повторно со владењето на правото, кој што како во Република Македонија никој да нема на кој начин да им наложи едноставно да се стават филтри кои што коштаат, не знам, некои смешни суми во однос на нивните приходи и приливи. И поради тие причини не се ставаат филтри, воздухот се загадува и повторно ви кажав како на почеток ќе се вратиме назад на владењето на правото и на правната држава и за загадувањето во Република Македонија. Значи сето тоа мора да биде уредено со закон, фирмите мора да ги почитуваат стандардите за да немаме такво загадување на воздухот во Република Македонија. Како што знаеме, новата година започна со поскапување на нафтата, граѓаните револтирани и разочарани, бидејќи сето тоа нели удира по нивниот джеп, по семејниот буџет, очекуваат и нови поскапувања дури и на прехранбените производи. Ваш еден став во врска со поскапувањата на акцизата? Така, може да има одредени мали ефекти на поскапувањето на одредени прехранбени производи и да има тоа би било некој минимален ефект, но мислам дека не треба да се крева многу паника околу тоа, затоа што варирањата околу дериватите гледаме дека регулаторна комисија тоа постои секој ден 2 денари плюс, 2 денари минус. Мислам дека има многу поважни прашања на кои што треба да се сконцентрираме тука во Република Македонија, отколку тоа дали 2 денари поскапела нафтата или 2 денари била поевтина нафтата. Господине Поповски, пред самиот крај на емисијата, која би била вашата порака до граѓаните кои што се уште не се членови на иницијативниот комитет, а можеби нели се во дилема дали да станат или да не станат членови? Која би била вашата порака до граѓаните на Република Македонија? Зошто да станат член на ГДУ? Така. Значи, на граѓаните на Република Македонија би им порачал дека кога јас, нели како личен пример, иако не сум се занимавал со политика до сега, откако ги увидов сите тие работи, јас ќе видам личен пример кој што ќе се залага за она кој што Граѓанско-демократската унија ќе го ветува, а тоа е првично и пред се владењето на правото и правната држава, и мислам дека граѓаните токму тој сегмент се најнезадоволни. Секој ден слушаме емисии што им се случува по судовите, со извршителите, со нотарите, со сите тие незаконски наплати. Значи, една од првите точки поради кој што ги повикуваме граѓаните да се приклучат на оваа иницијатива е еднаш за секогаш да се воведе владење на правото за сите во Република Македонија. Откако ќе успееме да го направиме тоа, ќе преминиме на сите овие начела и цели за кои што сега разговаравме, кои што нели би немале смисла доколку немаме владење на правото во Република Македонија. Господине Поповски, ви благодарам уште еднаш на гостувањето. Ова е ваше прво гостување, се надевам не и последно. Ве очекуваме, нели, доколку успеете да ја оформите, основате Граѓанско-демократска унија и нели со програмата, со статутот на партијата ве очекуваме во некоја следна емисија на Телевизија Плюс. Ви благодарам за поканата. Толку за вечерва во емисијата Став. Гостин уште еднаш беше Александар Поповски, магистар по економија, член на иницијативниот комитет за основање на Граѓанско-демократска унија. Вие, почитувани гледачи, останете со програмата на Телевизија Плюс. Се гледаме за 2 недели. Пријатна вечер.